Супер, моментално патуваме. Сега ние пред точно година излезе нели на Facebook дека сме снимале во Скопје репортажа. Ствари не беше репортажа, беше подкаст кај што се изнамоабетивме околу 3 часа, па ние дојдовме сега на твој терен и кога се договаравме да се видиме, нели ни кажа дека овој предел тука во Битола е многу значаен за историјата во Македонија. Ми кажа дека ќе ни кажеш што точно се случувало во Прва светска војна тука. Па да, ние тука се наоѓаме, моментално сме пред влезот на селото Брод, односно на покрај течението на реката Црна, каде што се одвиваат едни од најголемите битки на Јужниот фронт, или така наречен Солунски фронт, или уште подобро во историските извори опишан како Македонски фронт. Тука се одвива и големата битка на свиокот на реката Црна, или завојот на реката Црна е уште позната, помеѓу силите на Антантата и бугарските војски, по кој што претрпен пораз таму кон крајот на 1916 година, тие се принудени да бегаат по реката Црна наназад кон Битола и да заземат позиции 5 километри северно од Битола кон кота 1050 и кон Пелистер, пошто почнува веќе во пролет 1917 година, започнува тоа страдотно бомбардирање на Битола, по кое што Битола е позната како втор Верден. Заради оштетувањата кои што се случиле, паднале десетици илјади бомби врз Битола, каде што бугарските војски ги гаѓале позициите на Бугарија, позициите на Франција од Пелистер. Знаат ли кај нас луѓето, всушност, сега не збориме тоа што се учи во школа, туку доаѓаат ли луѓе да посетат не само од Македонија, ајде од регионот, ама најглавно од Македонија, каде толку важни настани од историјата се имаа случајно, бидејќи нели ние сме кога ќе се пуште на леј, уште неколку песни, многу патриоти, ама обично не знаеме што и каде во државата се има случајно. Па искрено, јас тука на овие краишта сум видел многу повеќе странски туристи, тоа се пред се роднини на некогашните војници во Првата светска војна, без разлика тоа дали се французи, дали се срби, особено српските власти доаѓаат на српските туристи, доаѓаат на Петровден за да го одбележат битката на Кајмакчалан горе, бидејќи тоа е како слава на тамошната црква која што е изградена на Кајмакчалан. Имаме доста и бугарски туристи, имаме и француски туристи во моја кариера, некои ученици сме ги донеле тука. Дури се сеќавам кога еден посетител од Франција носеше и писма кои што дедо му ги пишал токму од овие предели до неговото семејство, кога дојде тука изрази силна желба да ги види местата каде што се борел некогаш дедо му. Да кажам, и тоа е еден прекрасен живописен терен е. Значи тука сме во атарот на селото Брод, а потоа ќе се навратиме и кон селото Скочивер, каде што ќе кажеме и нешто повеќе за одлучувачката битка на Јужниот фронт, тоа е битката на Доброполе. А има ли многу македонци што учествувале во таа битка? Македонци во текот на Првата светска војна има многу кои што учествуваат, но учествуваат на различни страни. Значи на различни завојувани страни. Дел од нив учествувале во бугарската војска, дел учествувале во српската војска, дел учествуваат и во грчката војска, значи се неколку стотина илјади македонци ги има мобилизирано во тој период, да кажеме, кај што учествуваат во војните, и тоа многу убаво го има опишано Петре Мандреевски во романот Пиреј. Исто така, овој крај е многу убаво опишан и во романите на Стале Попов, кој што го опишува битот на народот, како живее овој народ тука измеѓу Моштенскиот регион од таа страна и овој дел кај што се наоѓаме сега, Мариовскиот дел, кој што го разделува една река и 3 километри. А што е разликата, зашто се вика така? Разликата е тоа што ние би дошло од левата страна од десната страна на реката Црна, која доаѓаме навамо, ние се нарекуваме Моштени, бидејќи тоа е едно население кое што има различен дијалект, различна носија и сосем поинаква така лингвистичка култура, да кажеме, и некои обичаи од Мариовската група, етничка група, или етнички предел, подобро кажано. Ние имаме потемни носи, мариовските носи се многу пошарени, поколоритни, а моштените, според преданието, дошло од некое населено место кое што се викало Моштен и кое што со текот на историјата се разурнало. Немаме ниту прецизен податок каде се наоѓало, ниту нешто поконкретно за тоа, тоа ето останало како едно народно предание.
Тоа е специфично бидејќи само 3 села во денешна Република Македонија се моштенски, тоа се селата Бач, Гермијан, Живојно и селото Сович кој што е раселено таму од 1993-94 година и сите останати моштенски села се во денешна Република Грција, односно во Егејска Македонија околу градот Лерин. И ние кои што сме 3 села тука говориме на ист дијалект како што се говори во околината на градот Лерин. Да, исте. Потполно ист. Потполно ист, значи ние не викаме од каде доаѓаш, не викаме од дека гредиш. Не викаме што зборуваш, туку што лафиш. Значи не ви е поблизок до битолскиот скоку. Многу е различно од битолскиот, например во битолскиот говор имаме чинија или пајнца, а тука во нашиот моштенски говор викаме мисур. Во Битола викаат парче леп, ние викаме мумалка. Граф во битолскиот регион се вика, ние викаме боб. И така натаму има многу, да кажем, такви разлики во однос на говорот. Си имаме и посебна музика на овој предели, кај нас музиката е блех музика во суштина, немаме употреба на дрвени народни инструменти, туку се што е од лим, значи тоа е класичниот состав е гарнета или кларинет, труба, тапан со чинели, тоа е метален тапан и чинели, мало барабанче, војничко барабанче уште познато и тоа е главната музика со која што нашиве луѓе правеле свадби, венчавки, крштевки и со тој начин се забавувале. А зашто немало како по другиве градови и другите предели, зашто е малце така баш поспецифично, дека ги нема оние, не знам, гајдата, обичниот тапан. Кај нас не биле толку популарни, веројатно тоа се должи на повеќе социоекономски фактори, гајдата и сите други инструменти например кои што бараат посебно гајдата е поприсутна во региони кај што се чувало повеќе стока. Нашиот крај е повеќе земјоделски крај бидејќи се наоѓа на висорамнина е тука во полето, значи сточарството не било толку развиено, а било развиено доста земјоделството и едноставно требало да се набавуваат веројатно репроматеријали за изработка на таквите инструменти, па поедноставно биле овие лименити инструменти да се изработат, а и друга и причина што ова место е како што викаме ние тука, тоа е еден збор од грчкиот јазик преземен тука синор. Тоа значи граница и тука многу често минувале разни војски, чести упади биле, па луѓето имале некако поблизок контакт со некоја друг вид на култура, друг вид на музика. Тоа особено се гледа во Првата светска војна, затоа што еден пример ќе кажем дека нашите селани за прв пат во Првата светска војна виделе како се игра фудбал. Како се игра фудбал. Како се прават еден куп други работи, сватиле дека патлиџаните, односно доматите се јадат црвени, а не зелени, бидејќи до тогаш ги конзумирале само во Туршија. Да. Како такви. Секакви, како турши, пржени со јајца, со се тоа, мислам. Ама никако црвени, бидејќи сметале дека се отровни во почетокот. Аха, или скапани. Дека да. се скапани. Дека се скапани. А добро, имamo вајда веројатно влијание кога си на граница. Па да, па видите, ако се завртите на нашата лева страна, ќе видите една местност која што се нарекува во нашиот народ тука Црно поле. Црно поле го нарекуваме сето ова надолу, тука исто се случуваат огромни битки. Зошто сега името Црно поле? Затоа што тука на овој простор војувале војници од колониите, главно од Конго, кој што француската војска според преданието, бидејќи овдека немаме конкретни историски извори во однос на тоа останува едно предание, дека ги опивале со коњак и ги пуштале голораки да јуришаат на бугарските позиции, со цел бугарските војници да го истрошат оружјето и после тоа французите да нападнат, значи биле само топовско месо. И имаме такви фотографии многу дека тука биле присутни војници од Конго, па дури и од Виетнам, од сите француски колонии биле донесувани војски тука на овие предели и краишта. Има ли некој останато? Тоа е сепак пред 100 години. Има некој ли останато? Како лично да живее, да. Преживел ли некој останал? Не, ама останале, бидејќи како во секое време и тогаш постоеле, за жал, во војната постоеле исилувања, но постоеле и некои доброволни стапувања во интимни односи со војниците од колониите. Па во постарите генерации се сеќаваат и останале прекари како кај на што оставе французот, енглезот, затоа што ете народот барем ако ништо друго сметал дека некој од нивните предци имал нешто врска со определена војска, значи стапиле во некаков интимен контакт. Многу интересно што во еден извесен период во народното предание од постарите зачувано останало во сеќавање дека започнале во еден период се јавила некаја болест и започнале да се раѓаат црни деца.
Они мислеле дека е болест. дека е болест од која што почеле да се раѓаат црни деца и тие деца ги решавале по кратка постапка, односно биле убивани. Да. Да, тоа го имаме и забележано неколку етнолошки истражувања на овој крај кои што се правени во однос на постарите преданија. Видите дека биле деца тие плод на некакво вампирско содејство и такви приказни народни кои што се обидуваат да објаснат реалноста која што ја гледале, да дадат смисла на тоа што се случувало. Ама постојат фотографии, така? Да, фотографии од тој период во однос на војниците имаме кои што биле присутни, да. Населението е многу фотографирано и овој многу регион, бидејќи тие кога дошле тогашните војници, меѓу нив имало и лекари, и разноразни професии, значи истражувачи од општествени, хуманистички и природни науки, кои што многу е фотографирале Македонија и народот кој што живеел тука и таа култура која што се живеела тука. Например, доста е да го споменам само и Лудвиг Куба, кој што истражува во тој период и периодот потоа понатаму го имаме доктор Рајс кој што дошол во новите простори од Швајцарија и кој што помагал на српските војски. И тука ни е малку патот, значи да се присетиме како во војната. Дајде да имаме еден малку подобар осет на военото време. И што ни се случува, доаѓале, фотографирале, снимале, истражувале, собирале литература, каталогизирале првите примероци на флора и фауна, се од тука собрани и однесени за прв пат да се анализираат во германските институти и сите тие останати, да кажеме, научни институции. Тоа било Македонија предмет на богами широк научен интерес. Веќе сакале да запознаат територијата каде што доаѓаат. Дури имам една статија од National Geographic, се вика од On the Manastir Road. Тоа е на патот за Битола, каде што се прикажани. Патот ние што ќе го возиме. Да, патот ние што ќе го возиме, каде што една жена се охрабрува и му кажува на новинарот: јас не сум ниту срвенка, ниту бугарка, јас сум македонка и ми е досадено од војната. Кога дојдо едни ми ја земаа кравата и така натаму, таа се жали од тоа што го преживеала, бидејќи војната во секој случај е ужасно нешто за живење, особено за едно население кое што било малтене живеело во потполна мизерија. Да, секој ново е, само и непотребно. Па не само што е непотребно, туку представува продолжително страдање, значи иако соседните балкански историографии се трудат тоа да го прикажат како ослободување на Македонија, како народот нешто многу ги сакал, напротив, народот е соочен со страшни реквизиции на храна, присилна мобилизација, малтретирање, тепање, силување, тоа е нешто луѓето што не можат да го издржат. Не особено кога одново и одново. Тоа посебно е, веќе споменам и една книга од еден наш локален писател, Петре Димовски, неговата книга Пламенка, во која што се опишани страданијата на Македонија низ преживеалиците на едно девојче Пламенка од селото Брод. Тој го фиксира своето историско дејство во селото Брод и ги раскажува сите настани низ историјата кои што се случиле и како тоа едно девојче ги преживува. Слам дека Пламенка ја имам читано, ми текува на корицата. Многу интересна книга и јас би ја препорачал на секој, значи оние кои што го сака. Таа и за деца и за возрастни, богами, може и тинеџери да може да читат и тинеџери, таа е буквално погодена за секој оној што има некаква желба кон македонското минато. Еве сега тука пред нас ние си навлегуваме во селото Гнеотино. Тоа е едно интересно село, познато меѓу другото и по големите јата на штркови кои што тука живеат и се населиле. Да кажеме, иако за жал денешно време има многу повеќе штркови отколку што има жители. Стасавме веќе пред Добровени, Да, така? тука во Добровени селото, доста прочуено село, комитско село, тука е војводата Дедо Добровенски, Маријовско-Лерински војвода, кој што во национално-ослободителната војна учествува заедно со своите 3 сина. Своите 3 синови заедно биле комити. Меѓу другото, ова село е многу интересно затоа што го посетил Гоце Делчев по време на неговиот голем поход из Македонија кога го правил и Христо Силјанов во своите белешки запишал дека во селото Добровени одседнале една вечер и тука пиеле некаков прекрасен планински чај кој што многу им останал впечаток. И дете за тоа запишува тој во своите писма и исповеди на еден четник. Тоа е од Христо Силјанов, како што кажав претходно, еден виден македонски револуционер, ученик на Дамјан Груев и човек кој што најдобро документирал таа историја на македонската револуционерна борба, како жив учесник, но и како еден од првите луѓе кои што пишувале за истата.
денеска во селото Добровени, и скоро и воопшто да нема жители, населбата е активна само во текот на викендите. Само во текот на викендите и тоа се поретко и поретко. Иако е прекрасен предел, значи веднаш под полите на планината ке Макчаван, мислам дека ќе може да ја фатите вака од тука една супер гледка, инспиративна пред се, барем за мене, веќе јас сум тукашен жител и мене овој крај ми е посебно драг. И е доста позната и на јавноста планината, особено оние луѓе што нели одат на тури, се планинари и доста посетувано е. Да, па тука на врвот има едно приватно ловиште Ниџе, имаме и излетничкото место Коњарка е на овие краишта, макар што мене ако ме прашувате, целиот овој реон е прекрасно излетничко место, бидејќи гледките се фасцинантни, обкружени сте со природата, тивко е, мирно е, апсолутно нема никаков сообраќај и овој предел исто така доста добар за пчеларство, бидејќи е природно чист, значи немаме загадување на овој простор тука, нема некако поголемо човечко влијание, нема дури ни активно земјоделие, бидејќи селаните се одамна иселени и едноставно е, можем да кажем дека еден најдобриот мед го имаат на овие краишта. Има уште доста луѓе што Да, доаѓаат посебно во селото Скочивир. Тоа како викенд населба е активна постојано и за летната слава на манастирот Архангел и Михаел, тука е веќе се народен собир. Доаѓаат од сите краишта, посебно доаѓаат нашите селеници од Македонија во прекоокеанските земји, го посетуваат, да кажеме, бидејќи тука се собираат некако сите од сите села, ќе се сретне со другари, со пријатели. И му е едно, така да кажам, од омилените средби во текот на летото, во месец јули, кој е празникот Свети Архангел и Михаел. Тука ги имате, гледате какви фасцинантни гледки има, живописен предел. особено зашто не е допрено, не е изградено, нема. Па не, тука можеме комотно да слеземе од автомобилот и да собираме разноразни тревки кои што ги има во изобилство. Природата дала се, само што за човекот не го користи тоа што природата природно го дава, туку се стреми кон тоа да ја уништува природата. А инако тука ако поминеме, можеби ќе најдеме лекови, лекарства, народни лекови кои што се користат за најмалку десетина болести на неколку квадратни метри. Затоа што не е допрено уште, нема ни хотели, не сакал никој ни да инвестира, веројатно ни има интерес да гради тука. Па воедно тука е најдолгата клисура во Македонија, тука влегуваме во Скочивирската клисура на реката Црна, тоа е најголемата клисура во Македонија, ете и посебна природна убавина. Може да се забележи како изгледа селото кога ќе влегувате, од таа страна е Селечка планина, од левата страна, од десната страна е планината Ниџе со врвот кај Макчалан. Не е само историски дека е важен Не, овој тука е предел овој регион и природно. И ова се пчели, нели? Да, тоа се живеалишта за пчели, ставени се на малку повисоко за да не страдаат од напад на диви животни, главно од мечки. Се си минјаат и тука? Па се симнуваат, да, посебно во летен период, бидејќи се симнуваат по вода. Многу новија планини се сиромашни за вода и мора некаде да се едноставно да пијат вода и слегуваат по течењето на реката Црна или по течењето на реката Коњарка потаму. Исто така имаме тука и горе кај реката Коњарка, имаме еден интересен напис на грчки јазик во Карпа. Значи тоа е исто така раритетно што може да се посети, кажавме, имаме и излетничко место, значи јас би му го препорачал на секој оној што е авантуриста. Ова е последниот пат на границата на Македонија и ова е последното место за каде што води тој пат. Понатаму, ако заминуваат од селото Скочеви, патот е земјен. И значи дека тука некаде завршува последниот пат во Македонија, ако зборуваме, тргнуваме од Скопје кон овој дел од Македонија. Ние сега ја извозевме Македонија. Па да, може да се каже. Од Скопје кога тргнавме. Може да се каже и при тоа што е интересно за овој крај. Овој крај толку слабо се менувал, можеби она што не се инвестирало и го чини една раритетност, тој може да биде комплетно како заштитена целина заведено, бидејќи тука е многу малку променето, па дури и ако земете некои фотографии од текот на Првата светска војна, која што овој простор е многу фотографиран, вие ќе забележите дека дури некаде ги имаме истите куќарчиња, некои и карпи постојат од ден денеска, значи истите топоними може да се препознаат на фотографиите од тогаш и денеска. Исто така во селото
скочи биде закопан еден внук на Гоце Делчев, кој што загинал во време на Првата светска војна на овие простори тука. Не се знае каде му е гробот, веројатно телото било измиено од реката однесено, но неговиот гроб е поставен тука за спомен и сеќавање во селската црква. Значи има многу битолчани и луѓе од Битолско што историски, барем во тој дел од историјата. Па не, ги имаме, да, ги имаме. Важни.